Неколку илјади граѓани се собраа пред зградата на парламентот во Лондон, протестирајќи против одлуката на Трамп со која им се забранува влез во Соединетите Американски држави на граѓаните од 7 земји со мнозинско муслиманско население, изградбата на ѕид на границата со Мексико, како и против ставот на британската премиерка Тереза Меј кон политиката на Трамп. Протестите, организирани од невладината организација спротивставете се на расизмот, ги поддржаа бројни невладини организации и здруженија. На протестот се извикуваа слогани "Не го сакаме Трамп тука" и "Не за Трамп". Не сакаме Трамп да дојде. Јавноста во Велика Британија и повеќето од нас не веруваат во она за што тој се залага. Мислам дека Доналд Трамп се однесува многу лошо. Не сакам лошото однесување да биде наградено. Оваа државна посета на Англија тој ја гледа како награда. Политичарката Каролина Лукас од редот на Зелените се обрати на присутните и истакна дека е неопходно да се откаже посетата на Трамп на Лондон. Сигурно значи тоа што речиси 2 милиона ја поддржаа петицијата со која сакаа да ја спречат оваа посета. Тука сум за да кажам дека Трамп е исламофобичен и е расист. Освен во Лондон, протести се одржани и во 30 на британски градови, вклучувајќи ги Ливерпул, Манчестер, Нотингем, Брајтон, Бристол, Њукастл, Единбург, Глазгов и Лидс. Ова се трети протести во Лондон против посетата на Доналд Трамп. На првите, одржани на 30 јануари, учествуваа десетици илјади луѓе, а на вторите, во почетокот на февруари, 10.000 луѓе. Британските представници вчера расправаа за одлуката на владата оваа година да го покани председателот на Соединетите Американски држави во раскошна државна посета, во тек на која би го примила и кралицата, како и за петицијата која ја потпишаа речиси 1,9 милиони луѓе, со која се бара од повикување на официјалната посета на Трамп на Лондон и се предлага тоа да биде обична службена посета. Парламентот нема да гласа по расправата, така што таа представува само средство за психолошки притисок врз владата.